Македонија втор ден е главна тема во светските медиуми по терористичкиот напад во Виена кога беше убиен џихадистот Кујтин Фејзулај со потекло од Тетовско. Но кој е 20-годишното момче? Во Челопек владее вознемиреност кај мештаните, оти неправедно е велат што селото и државата се оцрнети поради ова, а неговото семејство речиси 3 децении не живее овде. Кујтин пак не го познаваат, оти ниту се родил, ниту живеел, ниту пак се образувал овде. Дури многу ретко, само неколку пати како мал, доаѓал со родителите. Роден у Австрија и тамо живеел. И татко му не знам, дедото му знам. Тоа фамилија го знам, да е добра фамилија, али ето. Нема никакве лошо, мисли за фамилија, а за njega мислим не го знаеме, мисли тоа е слабо дојде овама од детето. Таму се родил. А доаѓал тука во селово некогаш? Ја нисам го видел лично. Таму се родил, таму се школувал, таму се. Мислам, друго не знам што ќе ви кажем. И значи, непријатно е тоа, непријатно, незгодно тоа што направил. Ама тоа е грешка. Сите соселани се во неверување. Семејството Фејзулај важело за честно и мирно, па нејасно им е како Кујтин тргнал по лош пат, раскажува Илјази Ремзи, кој одреден период работел со неговото семејство во Австрија. Со негов дедо јас сум работил во Австрија, у Кремс. Ние не сме имали никогаш ништа. Па ни тие, а тоа детето ја не го познавам. Толку години има, 70 години, ја не го познавам. Као фамилија да не зборимо. Знаеш, не само да кажем нешто и паника да правиш, не. Тие су све добри, мирни. Ова позади мене е куќата на семејството Фејзулај во Челопек. Веднаш тука во непосредна близина живее и дедото на Кујтин, кого го најдовме, но не сакаше да зборува пред камера. И за него сето ова вели е шок и неверување. Инаку Челопек е едно од најголемите села во Тетовско, но речиси половината се иселени и со работа во странство. Голем процент токму во Австрија. Сега стравот е како ќе се одрази целата состојба токму на печалбарите во оваа земја.